По 2 дена пауза од првиот изборен круг, кандидатите за градоначалници на Штип продолжија со промоција на своите изборни програми. Благој Бочварски денес од населбата Сењак најави нови проекти за жителите на овој дел од градот. Сакам да најавам дека ќе има дисперзирано оделение на општина Штип овде во населба Сењак, каде што граѓаните од овој дел од градот, и населба Баби, и Сењак, и Караорман, и Дузлак, ќе можат од овде да дојдат и да извадат секој потребен документ. Сите тротоари кои што се останати бетонски и уништени, ќе ги реновираме, реконструираме. Оваа раскрсница која што е позади мене, и тоа е главната раскрсница во оваа населба, ќе ја реконструираме, бидејќи оваа е опасна раскрсница, каде што е загрозена безбедноста на граѓаните, на возилата, меѓутоа и пред се на децата кои што ги имаме во близина и од детската градинка и од основното училиште. Улично осветлување на неколку улици, но и во основното училиште Димитар Влахов, кој што е целосно во мрак. Тој школски двор мора да се изреконструира и да се стави ново осветлување во дворот на ово основно училиште. Изградба на детска градинка во населба Сењак, тоа е еден крупен проект за овој дел од градот, ќе биде по сите европски стандарди. Кандидатот од ВМРО ДПМН Илчо Захариев, пак од Бањата Кежовица, најави нов проект за пензионерите, ранливите категории и лицата со посебни потреби. Како локална самоуправа им се обраќаме до сите пензионери, до сите ранливи групи и за сите лица со посебни потреби, дека секој вторник ќе биде бесплатен ден за користење на услугите на Бањата Кежовица за нив. Ние како општина ќе обезбедиме и бесплатен превоз до Бањата и од Бањата до нивните домови. На тој начин ќе направиме достапна оваа прекрасна бања, оваа прекрасна лековита вода за сите граѓани на нашиот град кои имаат навистина потребно за нивното користење, посебно на нашите пензионери кои се некаде околу 9000 и деца со посебни потреби каде се некаде околу 500 во нашиот град. Веруваме дека на тој начин барем малку ќе допринесеме за подобрување на нивното здравје.